се донесува и се пече какаото. Се пренесува во следната хала. Се ставаат и другите потребни суровини. Добиената смеша се лие во калапи. Табличките од чоколадо се завихтуваат во соодветни хартии. Се пакува во големите картонски кутии и се носи во магазинот. Се товари во камиони и се носи во продавниците. Се продава. Цената е формирана, а во неја е пресметена вредноста на трудот, почнувајќи од работникот што го ставил суровото какао во машината за печење, до последното отчукување на касиерката врз машината за пресметување. Вредноста на тој производ би требало да биде еднакво вреднувана преку формирањето на продажната цена. Ве молам само момент, ако сакаш. Често доаѓате во продавницава да купувате? Овде сука 4 години. А одите и во други продавници? Не само овдека. Исклучиво само? Да, овде избрана роба поарна е, него другите... Дали ви е познато ако барате еден производ овдека? Да. Истиот тој производ, например, да го барате и во друга продавница? Дали се цените уедначени, дали сте забележали? Малку тука се играе на роба, некако не трговачка работа. Овде речимо 3000, а у друго место може да се најде за 2800. Мислам во стоковна куќа ако купувам, забележам дека поевтино купувам отколку горе овдека. Па, негде има и тако. Не се уедначени, има и различити цени. Нема многу голема разлика, али има разлики цени. Благодарам. Pa nisu, često je razlika u cenama, od prodavnice do prodavnice i to prilična razlika. Тоа се случува често. Овде е една цена, на друго место друга цена. Мислам, цените не се баш секаде исти. Би требало повеќе да се шета. Не, воопшто не се уедначени цените. Вамо тука се, например, 595 динара, тамо 620, 610. Има различни цени, зависи од продавници. Па има разлика меѓу цените, мислам во една самопослуга и во друга. Тука некои производи се поевтини, тамо се поскапи, има разлика сепак во цените. Не се воопшто не се воедначени цените и заради тоа мораме да лутаме по продавниците барејќи што е поевтино. Кога производот е готов да дојде во рацете на потрошувачот, се чини најголемиот и најтежок дел од работата е завршен.
Останува само да се оформи цената и да се подели заработката. Но досегашната пракса покажува дека најкомплицираниот дел од формирањето на доходот на произведувачот и трговецот е поделбата на таа заработка. Во оваа последна етапа од заработувањето се јавуваат трговско-производните норми маржа, рабат, суперрабат, касаш конто и така натаму. Меѓу другото, тоа се елементите кои значително влијаат за тоа колкава ќе биде продажната цена на било кој производ, иако се движат во рамките на законските норми. Сето тоа зависи од меѓусебните односи на производната и прометната работна организација, од тоа колкава е нивната економска моќ и од многу други елементи испреплетени меѓу себе. Вредноста на трудот, што го дале и едните и другите, е изразен преку единствена цена, а поделбата на заработката од тој труд се врши поинаку. Секој трга на својата страна. Зошто да не биде се однапред договорено и според тоа во делбата секој да учествува вистински толку колку што вложил труд за да се дојде до таа заработка. Познато е дека најмногу произведувате чоколади, вафли и бомбони. За да ги продадете на пазарот, да ги пласирате тие своји производи, со кои прометни организации најмногу соработувате? Преди све морам да кажам дека таа наша соработка претежно се одвива со трговските работни организации од Републиката. Понатака работиме со Социјалистичка Република Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. За жал, до денеска не сме нашли заеднички јазик со трговските работни организации од Социјалистичка Република Хрватска и Словенија. Каква е вашата сегашна соработка со тие прометни работни организации? Односите со организациите на Сдружен труд од областа на трговијата во нашата република можам да ги оценам, да ги окарактеризирам како многу добри, како такви кои што ни даваат гаранција дека во иднина постојат основи, постојат можности за едно трансформирање на тие односи на база Законот за Сдружениот труд, односно на база Уставот на Југославија. Тоа значи дека очекуваме да тие односи постепено се трансформираат од купопродајни односи, како што се денеска, во едни односи на распределба, на формирање на заедничкиот, односно до формирање на заеднички вкупен приход, доход и заедничко поднесување на ризикот. Дали се согласувате дека сегашнава соработка меѓу вас, мислам на трговијата и на произведувачите, не е онака како што треба да биде, како што е онака нормирано според законот? Јас само да ги потврдам констатациите што се направени на сите форуми и во повеќе организации во текот на изминатиот период, дека не е направено, не е многу, тук не е направено ни толку колку што можело да се направи на полето на поврзување на прометните со производните организации. Према тоа наполно се слагам и со вашава констатација дека прометните организации се уште не направиле ни почетни чекори. Се разбира дека изузетоци треба да се направи, тие се минимални. Според тоа, според ваше мислење, како таа соработка би требала да изгледа во иднина, ако го земеме предвид тоа дека сега е новиот закон, законот за Сдружен труд на сила? Видите, јас одма да кажам дека ние во законот за Сдружениот труд, кој е понов од Уставот, само за неколку месеци можда, имаме посебно потенцирање важноста и потребата и обавезите од меѓусобно поврзување меѓу прометните и производните организации, а Уставот сојузен во членот 43 тоа го налага. Со оглед на тоа дека прилично лабилно се понашаме ние во прометот преди се, во ова меѓусобно договарање со производните организации, се роди една иницијатива за формирање на репродукциони целини. Репродукционите целини како такви треба да ги мобилизаат скоро сите чинители во нашето стоково производство, кои учествува во нашето стоково производство. Од производачите на основните сировини, производачите на финалните производи, ние како дистрибутери или како реализатори на тоа производство
банките како носители на финансиските средства и општествено-политичките организации како фактори, како креатори на нашава самоуправна социјалистичка политика. За да се постави прометот наспрема овие интеграциони целини, треба по мене да како предуслов изврши две работи. Прво, да се окрупни по пат на интеграција и второ, да изврши селекција во своите номенклатури на робите со кои работи. За да ние се престроиме, така да речам, да ги регулираме тие односи на основу новиот закон, треба претходно да се решат две важни работи, како претходни работи, а тоа е да се организираме ние како производство така, да можеме да му парираме на трговијата, значи треба да се окрупниме и да истапуваме единствено према трговијата, бидејќи како што е познато сега у Македонија постојат повеќе ситни производители на ова индустрија, а од друга страна исто така и трговијата треба да се така организира, да се така окрупни, да би могле да ги тие релации сведеме на една многу по разумна мера, така да речем. Затоа што денеска, како што е трговијата оситнета и ние како што сме оситнети, тоа фактички практично неизводливо самоуправно договарање меѓу нас и нив при една таква состојба. Али сега како што работите се одвиваат, веќе се превземени мерки и за укрупнување на трговијата, и на многу места веќе е укрупнета, и за укрупнување на производството, со тоа е створена солидна база да веќе од оваа година почнеме со една таква соработка, почнеме со заклучување на самоуправни спогодби, кои самоуправни спогодби се зацртани во Законот за дружениот труд и кои што ќе допринесат за тоа да се укине, така да речам, да се пренебрегне онај стариот класичен начин на купопродажба и да се прејде на едни нови односи, на здружување на средствата, здружување на трудот и заедничко учество во распределбата на доходот и на формирањето на личните доходи. Првото прашање, окрупнувањето, зеде во последниве 2 години прилично широк замав во нашава република, што не е случај за Скопје. Ние не можеме да се поставиме наспрема репродукционите целини вакви какви што сме ситни и раздробени. Предностите на крупни организации над малите и ситните организации се очигледни и големи. Преди се тука се работи за наступот наспрема нашите партнери од сферата на производството. Ако сме ние голема организација со поголеми зафати и количински и финансиски, можеме да представуваме партнер на производниот производна организација, како да ја речем. Вакви какви што сме ние и по другото прашање, по прашањето на сваштарењето. Ја така си земам за право и да го речам во наше послување во прометот, скоро во сите гранки, па и во нашава, нарочито во нашава прехранбена гранка. Ние продаваме сите се и се што. То не прави ситни, то не прави мали и за производните организации неинтересантни партнери. Зашто сите купуваме по нешто и не представуваме за нив значаен купувач и од тука произлегува и дефицитот во ова меѓусобно договарање кое до сега на жалост го немаме како такво. Според еден ваков договор меѓу вас и меѓу прометот, веројатно во рамките на сите тие подготовки и на тоа такво едно работење би влегло и договарањето, да речеме, за тоа што вие треба и колку да произведувате, односно после тоа кога сето тоа ќе се продаде, кога ќе отиде на пазарот, парите што се земаат од сиве овие работи, односно вкупниот приход или доходот зависно од вашиот договор со нив, треба и да се подели. Како тоа треба да изгледа? Што е сето тоа? Како е замислено? Па видите, во Уставот начелно е речено тоа како треба. Конкретно тоа како ќе биде, по моје мислење, ќе зависи распределбата на доходот, на остварениот доход во таа цела работа од производство до финализација на производот.
Значи, до дефинитивно продавање на производот. Тој доход што ќе се оствари, ќе се дели меѓу нас и трговијата према доприносот на секој. Ако, рецимо, доприносот на производството, на производната сфера изнесува 60%, 70%, толку и ние ќе учествуваме во тој доход, во зафатот на тој доход, а останалото ќе биде на трговијата. Со тоа што тука се предвидува и посебни одвајања за инвестирање. Ние, пример, понатака не ќе може да индустријата инвестира проширување на капацитет во нови производи без претходно консултирање на трговијата, што до сега не беше случај. Ние сами инвестираме тоа што мислиме дека е потребно. Сега заеднички ќе се испитува пазарот, заеднички ќе се договараме што ќе инвестираме и заеднички ќе инвестираме. И од тој остаток на доход одредени средства, освен за лични доход, ќе се одвајат и за инвестиции, како кај нас, така и во трговијата. По моје мислење, мислам дека и трговијата, кога би инвестирала, кога ќе инвестира, ќе треба понатака да се консултира со производачите, со производителите. А не е грешка ова што рековте со потрошувачот, предвидена и со потрошувачот од друга страна кога ќе се стварат односи према местни заедници и така натака, али јас кога е релација меѓу производство и трговија би требало така тоа да биде. Ние, како крупна работна организација, можеме многу да делуваме поуспешно, преди се во полза на нашите потрошувачи, зашто и контактите со нашите потрошувачи преку собилите, односно преку местните заедници, можат да ги искажуваат своите желба нашите потрошувачи, може да насочуваат што му се свиѓа, што не му се свиѓа, да утича на асортиманот на стоките, на квалитетот, на количините и така натаму. Додека сега во постоење на ваква организациона структура во целина да ја земиме како промет, кај што работат неколку десетини мали прометни организации, не е можно да се контактира со потрошачите. Не е можно. Потоа предност е во користење на сочување и користење на средствата, како на обртните средства, би имало контрола каде тие ќе се влагат, во кои роби ќе се влагат, со кои партнери производни ќе се оди во заедничко производство, а посебно инвестициониот дел, односно средствата за основни средства, би биле поправилно насочувани за модернизација на прометните објекти, односно на продавниците. Ние, додека не направиме напори, заправо може да има покушај и во другите работни организации, тоа правиме и ние, додека не направиме доволни напори ова селекција да ја премамниме, која према мене многу ни смета за поставување во однос на интеграционите целини, ние не можеме да се носиме со една нова, современа тематика, кај што зборуваме дека треба да учествуваме како промет и во процесот на производство. Ние од нашите цирка 6 до 7 хиљади артикли треба да исклучиме оние за кои не сме и професионално ни спремни, и од друга страна му одземаме дел на промет на оние кои за тоа се организирани, како што е случај со намештајот, како што е случај со аутоделови, или нас према нас, кои така речено се мешаме во други бранжи. Имаме случај со Меркур и експорт-импорт, кои продава сувоместни производи, малку чудно, или некои земјоделски задруги во нивните дуќани продаваат бела техника и така натаму. Ние веќе имаме и неколку спремни самоуправни спогодби и од наша страна, а веќе имаме иницијатива од страна на трговијата. Еве, овие денови добивме на самоуправна спогодба, таква, од Меркур Импорт Скопје, која што овие денови ја проучуваме и мислиме таква и слична спогодба да почнеме да потпишуваме такви спогодби со овие поголеми организации, пред се во Скопје, со Славија, Импрес, Центро Колонијал, реков Меркур е, така да речам, понапред поеден во таа смисла, али ова целата работа ја пратат и останалите организации трговски во нашиот главен град. Посебен проблем на нас, ја се извинувам, ни представува односот наш со поголемите трговски куќи во Југославија.
во Белград и во Нови Сад. Таму има такви куќи, тие се толку окрупнети, што слободно можам да речам, не се окрупнети со ова намера да се повеќе приближат до трговијата, до производството, до нас, како производители, него повеќе да се оддалечат од нас. Тие водат една таква политика да со помалите работни организации од сферата на производството скоро и не работат. Јас конкретно можам да ви кажам пример со Центропром Белград, до пред 2-3 години работевме одлично. Сега тие колку повеќе се укрупнуваат, така системски се поставуваат да од ден на ден не бришат и помалку роба купуваат од нас. Исто е ситуацијата и Стотекс, Нови Сад и други фирми, кои што на жалост, значи тоа свое укрупнување го користат во таја смисла да со помалите производители, ние сме еден од помалите производители на во ова индустрија, скоро и ги елиминират односите кои што постоеле пред тоа. Сега што Славија направила, одма сакам и тоа да кажам до сега. Ја реков дека изузето цима, да не се земи тоа дека преоштро никој ништо не направил. Не негирам дека и другите работни организации од прометно направили нешто на полето на интеграцијата по пат на долгорочно договарање со производни организации, али тоа сме го направили и ние. Тоа се фабриката Црвена звезда од Пекчево, фабриката за картонажа од Битола Фустеларко Борец, стакларата Скопска, Микрон од Прилеп, Агроплот од Ресен и уште некои помали и не толку значајни работни организации. Со сите овие работни организации од сферата на производство, овие аранжмани кои ние во двата правца ги имаме договорено, изнесуваат кај секоја поодделно во износ од 4 до 5 милиарди стари динари. Кога ќе се рече документ или закон, може би звучи понекогаш и сувопарно. А овој законов за здружен труд е заеднички на сите нас. Тој е вистински негов, неизин, зашто сите ние се изјаснивме за него додека уште беше предлог. А во него се вплетени сите наши стремежи, сиот наш живот, личен и заеднички. Тој труд за да го оформиме овој закон е заеднички, но сите колосеци на целиот наш општествен живот, за да ги насочиме целосно според тоа како што во него сме се договориле, потребно е да се вложи уште поголем труд од оној за неговото донесување. Така е зашто се потребни и откажувања од многу навики, постапки. Неопходно е откажување од полесна заработка на сметка на друг, например за сметка на потрошувачот. Видовме и чувме дека замислата на оние што учествуваа во емисијава за тоа каква треба да биде соработката меѓу производството и трговијата според законот за здружен труд се совпаѓа. Сегашната пракса не се совпаѓа наполно со таа замисла. Рокот за вклопување во рамките на законот е 2 години од неговото стапување на сила, а првата веќе тече.
Местната организација Црниче ја сочинуваат местностите Бирарија, Црниче и Пражино, која брои од прилика околу 20.000 жители, а која е конечно оформена по земљотресот од 1964 година. Ова местна заедница практично е формирана од прилично хетерогенен состав од сите структури на граѓани, меѓутоа доста хомогено действува во општествено-политичкиот и градскиот живот. По незиното формирање сепак престоат доста решени и нерешени прашања. Истата е комплетирана со сите придружни објекти од комунален, услужен и друг карактер, меѓутоа се уште има објекти, потреби од други придружни објекти, како во поглед на комуналното уредување на ова местно подрачје, исто така и во поглед на објекти за снабдување на граѓаните. Од другите актуалности со кои се среќаваме како граѓани од оваа населба, накратко ќе споменам само неколку. Прво, тоа е недоволениот број на објекти за снабдување. За илустрација само, последниве 10 години од нов објект, ако е тоа нов објект, имаме само една трафика за весници. Потоа, претераната загаденост на воздухот, а тоа веќе се чувствува и во хигиената на жителите, што доаѓа од цементарницата. Мислам дека во тој однос се поминати сите толерантни граници и ме чуди како не реагираат и овие специализирани институции, како што се инспекциите, на ваквиот однос на цементарницата. Потоа, недоволниот број објекти за детска заштита, ние немаме ни еден објект, иако постојат плацеви за цело време како постои населбата, значи нема нерашистени имотно-правни односи и неизградениот започнат спортски објект. Градинката во првите ориентации на градов на интересната заедница беше предвидена на еден од слободните простори во населбите Црниче и Пржино. Еден од тие простори е овде што го гледаме пред нас. Меѓутоа, остана се уште Советот на местна заедница да даде дефинитивна согласност за проблемите што треба да се исполнат, условите заправо што треба да се исполнат околу лоцирањето на градинката. Градинка е неопходна за ова население. Овдека се грото од населението млади бракови кои што имат во својата фамилија 2 до 3 деца, а е незгодна на сабајле слика да се погледа како мајките и родителите децата ги лечат уште поспани, а поготово оние кои што не располагаат со сопствени возила. Тоа е и нехумано во крајна линија и на нас како општество во целина, за да во Скопје не создадеме такви услови, бидејќи постојат одредени можности. Тоа би могло и со одредена помош и на населението од овој крај нешто да се стори, така да во една заемна спрега, на една солидарна основа, би можело нешто повеќе се стори за условите на живење овдека. Често пати се случува да дел на граѓани своите материјални средства повише ги трошат заради недоволна снабдевеност на градот, па дури во одредени случаеви граѓанинот е приморан за кило леп да плати дупло за разлика од онај граѓанин кој е во центарот на градот каде е снабдувањето обезбедено. Исто така и во поглед на обезбедување на лекови во случај на потреби, бидејќи на ова подрачје нема ни амбуланта, така исто и поштанските услуги се проблем за ова местно подрачје, што сматраме во блиска иднина би требало да се реши. Со какви проблеми се среќавате овде? Се среќаваме со прво амбуланта нема. Ние сме посебно стари луѓе, болни, еве 2 години стари од неј испаднат од врата надвор, се со домашна посета се
бориме и тие веќе им се досади. Ти викат да си одите во вашата боланта. Нашата боланта е дури у пролеќе. Не може ни да го носа, ни да го онаква. И затоа тие, ја мислам, најголемиот проблем е тие. И граденки нема ништо децава мали, како старите што се мучиме, и малите деца се мучат. Мајки со деца, од тука ќе појдат да го несет у градинка детето, па треба да оди на работа. Автобусот не редовен. Како што знаете сами, тешко е, чекај тамо, чекај навамо. Па и таа станицата е баш доле, ние видите горе кај сме дојдени, зимно време, тешко, мраз, тути. И со леп нешто тешко се снабдуваме, населбата е голема. Меѓу основните проблеми, еден е проблем со автобускиот сообраќај. Автобускиот сообраќај досега разгледуван од 66 година на секој состанок. Меѓутоа, ветено е многу, сторено е малу. И тоа, ветено е да се пушти автобусот до крај на населбата. Меѓутоа, автобусот не е пуштен и ден денес. Ветено е да се појачат автобускиот сообраќај уште со еден автобус. И тоа не е сторено. Ветено е да се пушти за Карпуш еден автобус. Меѓутоа и тоа не е сторено. Автобусот треба да иде до горе, до самото игралиште, на раскрсница на тука. И они добија налог од сообраќајни референт да автобусот дојде до горе. А уствари до денеска не е дојде. Друго. Проблем е со тоа што многу нередовен. Нарочно наутро, работниците кога одат на работа. Работниците доста чекај. Нема и касат на работа. Друго. Тие навечер рано ги исклучуваат. И тука многу чекање. Луѓето доаѓаат пешки, се малтретираат, нарочно кои старци, жени со деца доаѓаат од градинки. Они чекаат автобус, нема и мораат да кинисаат пешки, така се малтретираат. Тој е проблем, мислам да не може да се реши. Затоа што не се од денеска, секој ден секој састанок тоа е третирано. Па и од 66 година до денеска само тоа го третираме, на секој састанок и у местна заедница, на сојуз на Социјалистички сојуз, у местната заедница доле у Црниче. Секаде тоа се третира, но до денеска тоа не е решено. Се чека автобус, нова. Па се чека и скоро сат, рече 40 минути како да дојде. Бајде чека. 42 сати чека. 2 сата, сат и пол, така е, веќе на повишите на автобуси и ми е дома. Ја идам на работа, дека секој други ден од работа ме враќам. По цели сати чекам. А од оздола нагоре? И од оздола нагоре исто така. Баш од 2 сати до 4 сати никако автобуси нема. После кога ќе дојде 3 заеднаш, сите. И овде кога ќе дојде Јанесум, моето време не е и ќе се скине од автобусот тука и ќе псуе и не поодјам, се карам, се бајде. Живци да ти поедев. Од 5 сат до 6:10 те чекаме до 6:15. И на работа тешко се оди? Ние не работиме, се дома сме домаќинки. Вака пак идеме до град, иде до град повише. Тешко се оди, ја па 2 автобуса, тука чекај, па чекај после кај Црвен тест и по 2 сати стоиме автобус чекај. Колку време се чека автобус? Јас чекав 15 минути. Па има околу 15 минути чека. А други денови? Повеќе, по пола сат, цел сат. Колку време се чека автобус? 6 или 16? 15, сега изгледа повише беше. А други денови? Помалку. Помалку повеќе. За автобус да кажам. Од денеска сум чекал сат време. А други дени после школа кога се враќам по пола сат. Еднаш 2,5 сати се. А наутро? Наутро поредовно се. Другите автобуси во градот полесно побрзо доаѓаат? Побрзо идат, седмица понекогаш каска за овако. Бидејќи ја идам со 6 пати седмица. И да се представам? Ја често патувам со велоавтобуси, ја мислам дека се најмногу ретки велоавтобуси. Многу ретко ги има. Некогаш може и сати по да чекам автобус. Толку ретко се. Ја патувам Пржинок, Железара, одам на работа, али многу ретки се. Мислам дека другите автобуси повеќе ги има. Еве, например, со 14 често одам некој пат, почесто ги има, али овие се многу ретки. Местната заедница, заедно со раководствата на општествено-политичките организации, ова прашање го постави во најсериозна оштрина
и се обрати со писмено барање до градското сообраќајно предпријатие за да излези во пресред на барањата на граѓаните на ова подрачје, бидејќи на еден од собирите на граѓаните посебно беше потенцирано прашањето за превоз на граѓаните од ова подрачје. Нажалост, барањето е на 28.9.1976 година, се досега уште немаме никаков одговор од градското сообраќајно предпријатие. Еве каква е одговорност и експедитивноста на една ваква организација која стварно и како е нужно и неопходно потребно да се овие граѓани обезбедат со превоз. И покрај сите овие наши настојувања и покрај сите напори на граѓаните што од време на време чекаат по 40 и 50 минути за да се превезат од центарот на градов до Пржино, што граѓанинот, работникот од Тито Велес до Скопје побрзо би стигнал со автобус, или од Белград до Скопје со авион, работникот од центар до Пржино не може да стигне за 50 минути. Што се случува да во одредени случаи имаме пауза од 40 до 50 минути, а во 1 минут имаме по 4 и 5 автобуси кои се обраќаат на ова линија. Населбата Пржино е врсник на ново поземјотресно Скопје. Меѓутоа, овој дел воопшто не го следи вкупниот развој на градот. Кога зборам ова, имам предвид неколку, според мене, крупни нерешени комунални прашања. Јас сум од почетокот во таа населба и можам да речам дека и во на состаноците на основната организација на Сојузот на комунистите и во подружницата на Социјалистички сојуз, десетина и повеќе години дискутираме за изградба на основно 8-годишно училиште. Од почетокот уште за таа цел е приспособена една барака, меѓутоа само до 4-то одделение и тоа е во секој случај неисполнета уставна обврска. Бараката досега не е реновирана, не е подновена и таа е во фаза на тотално, да речем, распаѓање. И сето тоа не е само сознание, не е впечаток што го имаме ние горе во населбата, ние сме поканувале тоа со таа состојба да се запознаат и самоуправната интересна заедница за образование и Заводот за школство и се уште не знам кој. Меѓутоа, се завршувало на чудење дека ете тоа не може така да биде, тоа не сме да се толерира и така останувало. Ова училиште почна со работа во 1966 година како клон на Ѓуро Салај. Тоа беше наменето за здравствена установа, но поради тоа што требаше да се создаде и образовна установа, се вселивме ние првите учители тука, уште во 1966 година и еве до денеска сме тука. Условите во кои работиме се прилично тешки. Загревањето е на нафта, зградата е, како што гледате сами, од материјал кој што лесно вака е запалив и прети опасност да одне внимание и мало вака да се не внимава, да се дојде до пожар и да има големи штети. Тука учат деца од 1 до 4 одделение. Кога завршуваат во наше училиште овде, во клонот, 4 одделение, тие се идуваат по другите школи во 13 ноември, во Браќа Рибар, во Питу и нешто во Ѓуро Салај. Така одат спрема каде што им е поеќе наклонето за сообраќај. Но и сообраќајот за тие деца прилично е отежан, а и за нас, за учителите што доаѓаме тука, бидејќи сме од подалеку од градот, така што се отежнува она правилна воспитна образовна работа на децата за да оснуваат во другите училишта и сето тоа се одразува во образовниот систем воопшто кај нив. За училиштето расправавме ние и во дискусијата по предлог програмата за просторна дистрибуција и етапна реализација на спортско-рекреативни објекти и објекти во основното образование. Тогаш вака малце бевме зачудени што во сите овие 5 етапи одека на изградба
тоа не е предвидено, односно се предвидува пак изградба на основно 8-годишно училиште или пак до 4-то оделение. Интересна е ситуацијата во населата Пржино со ова училиште. Се слушаат мислења дека нема доволно деца, дека бројот на децата опаѓа, меѓутоа ова е само привиден, би рекол, неоснован заклучок, затоа што има доста родители кои имаат превозни средства и децата ги носат во училиште во градот. Сепак бројот не е толку мал, има доволен број деца за изградба за постојање на 8-годишно основно училиште. Ние енергично поставивме тоа прашање во дискусиите по оваа предлог програма и тогаш ни беше ветено дека во конечниот дел, во конечниот текст на програмата ќе биде внесено основно 8-годишно училиште. Меѓутоа, еве го пред мене сега и службениот гласник на општината на Скопје од 17 декември и овде пишува дека основно училиште ќе се гради во Пржино, прва фаза, пак до 4-то оделение во 79 година, односно во 1980 година, пак прва фаза за довршување и пак до 4-то оделение. Не знам, нас, јас што сме избрани во подружницата на Социјалистичкиот сојуз и ветивме на граѓаните дека ќе се заложиме, дека ќе бидеме енергични, дека ќе бидеме доследни и не знам колку ќе бидат нашите можности тоа ветување да го реализираме. Колку километри пешеше децата на 4-то оделение? На 4-то оделение не се многу оддалечени до 4-то оделение, али од 4-то оделение се оддалечуваат, како што гледате, браќа Рибар имат скоро повеќе од 3 километри. Питу исто така, потоа 13 ноември кај што одат, па и во Ѓиросала имат околу 2,5 па и 3 километри вака во просек за нив. Сена се мислам дека оваа населба, нека ми биде дозволено малци и субјективизам, е една од најнекомплетираните во градот и пред жителите од населбата, односно и пред пошироката заедница, зборувам за Скопје, веројатно треба да се преземе нешто за да не биде таа, така да речем, исклучок во Скопје. На крајот, пред граѓаните од оваа населба, сакам да кажам дека престојат сериозни задачи, она што може да се направи со сопствени сили да се направи, али и понатаму да бидеме доследни, да бидеме енергични, да настојуваме и со наши средства, меѓутоа и со средства на пошироката општествена заедница, зашто впрочем се изјаснивме и кога гласавме за референдумот за распишување на самопридонес, едно по едно од овие актуелности, од овие актуелни прашања да ги решаваме.